Утрово да си кажеме за општина Карпош. Прашањето е дали Карпош ќе биде хумана општина за граѓаните или бетонизирана за во интерес на приватниот капитал. Гости се градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски и председателот на Совет на општина Карпош Бранко Ристов. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Повод за ова гостување е оспорената одлука на Советот на општина Карпош, донесена на почетокот на овој месец, на 3 март. Советот го изгласа деталниот урбанистички план за градска четврт во близина на спортскиот центар Борис Трајковски, што предвидува изградба на бензинска пумпа спроти базенот. На иницијатива на граѓанин, граѓанска иницијатива, овој детален урбанистички план е оспорен пред Уставниот суд и сега Уставниот суд ќе треба да реши дали е во согласно со Уставот или не. Господине Јакимовски, ваш коментар во однос на иницијативата? Таа обидот да се оспори урбанистичкиот план е усогласен со Пуцко Петрол. Затоа што Пуцко Петрол, ако ние сега нудиме нов договор со кој му се дава таа парцела повторно му се нуди, ако одбие нема право на 15 милиона евра, а ако го подпише договорот, значи нема право. Односно ќе ја добие парцелата и ние нема да плакаме 15 милиона евра. Ама него сега резервна варијанта му е Уставен суд. Ако Уставен суд го поништи повторно планот, тоа значи повторно нема парцела и автоматски он зема 15 милиона евра. Значи тој обид за поништување на планот на Уставен суд е усогласен со Пуцко Петрол, а не со интересите на граѓаните. Господин Ристов, зошто вие гласавте против донесувањето на деталниот урбанистички план? Ние не ли гласавме против урбанистичкиот план, ние одбивме воопшто да присуствуваме, сметавме дека се изврши нефер притисок од страна на државниот правобранител врз советниците како да гласат и како да не гласат, што реално гледано е наше уставно право. Едноставно нашите политички ставови да ги изразуваме на седниците. И затоа ние не присуствувавме и сметаме таа седница со едноставно нелегитимна. Ај вака се. Ако зборуваме дека правобранителот вршил нефер притисок, не се заканувал. Зборовите на еден од советниците на независни за Карпош, Невена Ѓоргиевска, рече дека и се заканувал. Значи правобранителот со кривично гонење ако не гласат. Точно. Значи човекот кажа дека ако урбанистичкиот план кој што е одобрен од сите институции и кој што чека на донесување на Советот на општина Карпош, со што општина Карпош нема да има обврска да прати 15 милиона евра, тој ќе има обврска законска, зашто се прави огромна штета на буџетот и на општината и на државата, дека ќе мора да го извести обвинителството. Тој никому не се закануваше. Но колегата во исто време треба да каже, затоа што на комисија беше гласано планот да се гласа. Кој е тој што на советниците од Левица половина час пред почнување на седница им даде наредба да не го гласаат планот? Стефчо, дали тој извршил притисок или не извршил притисок? Стефчо, или тргувал со влијание? Ама сега види. Од 5 советнички групи, од 5 советнички групи, градоначалникот вели непосредно пред седница да некој ви дал насока да не гласат. Значи тоа се чаршески муабети. Ние овој дуп сме го гласали минатиот мандат. Сега реално гледано, тоа е неколку години стар став наш. И второ, ова што се збори од околу наоколу не беше притисок од 5 советнички групи, 3 советнички групи изразија дека им е вршен притисок меѓу кои беа и ВМРО-ДПМН, така. Сега да бидеме реални. Ама ајде да не скокаме се. Значи планот е ставен на седница на Совет. Сите советнички групи се согласуваат да го гласаат. Тоа е понеделник. Седницата треба да почне во 14 часот, односно во 13 часот. Половина час пред седница на Совет влегува советник од Левица и вели добивме наредба да не го гласаме планот. А после ова што после 2 недели ние ова го гласаме во наредниот четврток, а во средата, значи ова е понеделник, во среда ние имаме последно рочиште каде што треба да го донесеме овој крунски доказ и судиката да не може да донесе пресуда во интерес на Пуцко Петрол. Па после 2 недели ние го гласаме ова и после 2 недели доаѓа правобранителот. Откако они на половина час од седница некој им изврши притисок, а тоа во кривичниот закон се вика тргување со влијание. Значи, тргување со влијание е пред 3-4 години ако се гласал против истиот ДУП, ВМРО-ДПМН исто иначе го гласа против тогаш, ама тогаш они знаат дека нема да има ефект, пошто
14 советника има. Сега Само немало, тој дупи ВМРО од беше тогаш против. 2016 беше 2016. против. Ама не е точно, тој дупи 2016. Каква врска има ВМРО ДПМНЕ со тој дуп? Добро. Ајде вака да прашам. Ти не си бил советник тога, како си го гласал? Активистите за животна средина велат дека таму не треба да се гради, односно не сме да се гради бензинска пумпа поради заштита на подземните води во близина на коритото на Вардар. И од урбанистички и од планерски аспект, дали на тој потек е потребна уште една бензинска пумпа? Има доволно во околината. Значи, ако е така, како тие што велат, во тој случај треба да извршиме дислокација на бензинската пумпа на Илинденска и треба да се изврши дислокација на двете бензински пумпи во Влае. Треба да се изврши дислокација на бензинската пумпа што се наоѓа до Систина, значи спроти Вардар. Сите се наоѓаат во таа втора Може би се зона. градени според стандардите со двојни бетонски столбови. Како со двојни стандарди? Значи ние Не двојни стандарди, двојна заштита велам. Тие се изградени со двојна заштита. Со двојна заштита пред 70 години се изградиле со двојна заштита, а сега во 21 век како со половина Добро, заштита. треба ли уште една бензинска пумпа Значи на тој потек? на тој потез планерите проценија дека има потреба од бензинска пумпа и самиот факт што на надавањето се јавија 6 фирми. Значи и Окта, и Мак Петрол, и Пуцко Петрол, и ова сега е Галф, не знам претходно како се викаше, и други Мак Оил и така натаму, значи таа е најскапо продадена бензинска пумпа во државата, 2,6 милиона евра, а е мала бензинска пумпа на која што има простор за полнење само од две места, две пиштолни места или како ги викаат они, што е најскапо продадена бензинска пумпа во државата. И планот беше и уште една да има и од другата страна и од двете страни, имајќи во предвид дека се наоѓа релативно надвор од оној класичниот урбаниот дел на Карпош и практично. Значи, вие како градоначалник не само поради заканата од одштета на инвеститорот од 16 милиони евра, Апсолутно не е туку и точно. поради ваше убедување дека на тој потек треба да има бензинска пумпа, го свикавте советот и ги гласа вашите советници од Значи, Гром Граша тезата за... апсолутно не ви е точна, тезата апсолутно не е точна. Не прашувам треба ли да има бензинска пумпа, значи, велите треба. ние сме, значи, општина Карпош изгласала и вцртала таму бензинска пумпа пред отприлика пред 5-6 години таму. Вие сте бил градоначалник? Па да, сум бил градоначалник. Значи треба да има таму. Да, апсолутно, таму сум стоел дека треба да има бензинска пумпа. Тоа велам. Вашите советници И гласале самиот за. факт со сите бензински пумпи функционираат и на сите бензински пумпи има редица со ова покажува дека, значи прво бројот на возила се зголемува, бројот на жители се зголемува, апсолутно. Ристов, дали и вие го делите мислењето дека таму треба да има бензинска пумпа? Не, има бензинска на 200 метра таму реално гледано. Зошто? Второ, мислам дека се заборава еден факт да се каже, Карпош спаѓа меѓу општините кои што имаат највеќе бензински на својата територија. Во Македонија збориме, не само во Скопје. Значи, вие самите имате дадена изјава пред некое време дека имало интерес за бензински, вие сте им обезбедиле простор. Сега, тоа си е корпоративен интерес. Ние како партија имаме секогаш да стануваме од другата страна на корпоративниот интерес и ние имаме право да го спориме. Второ, самиот вие рековте дека Министерство еднашка ги одбило Пуцко Петрол за бензинската затоа што било на трасата за гасоводот. И сега, како тоа било вцртано, знаејќи дека има траса, па после тоа проаѓа, па не проаѓа, има многу нејасноти и ние наставно како партија не сакаме да даваме поддршка на такви работи. Тоа апсолутно не е точно. Значи, кога се вадена градежната дозвола за Пуцко Петрол, Пуцко Петрол надвор од можностите што ги дава таа локација, значи се обидувал да направи значи објект плюс, второ се обидувал резерварите да ги стави буквално на улица и тоа е причината зошто е одбивано од страна на Министерството за внатрешни работи, а моето мислење веројатно потоа е насетено дека планот е даден на Уставен суд на негово поништување и практично се договлекувало издавањето на градежната дозвола за да Уставен суд го обори планот и потоа да може назад да бара враќање на пари, да бара камати и да бара оштета за задолжен да почне постапка за градежна дозвола. Има законски рок во колку треба, не знам дали го прекршува или не го прекршува? Не го прекршува. Не го прекршува. Добро.
Реално гледано, значи Во 2017 која бил, он не почнал до 2019 како што предвидува законот. Во 2017 според. Не, тоа од почетокот за вадење на градежна дозвола се е во рамките на законот. Има ли нешто скришно во договорот помеѓу општината и инвеститорот? Зошто не им го давате на увид на советниците? Тоа е класичен договор кој што е при продажба на земјиште дали со вас како граѓанин или со некоја фирма, значи со сите договори се исти, класика кај сите. Ристо, вие како председател на советот го имате на увид договорот? Не. Зошто? Ја ги добивам истите материјали како сите советници. Зошто председателот на советот нема право на увид на договорот? Зашто треба да има право на увид? Нека направат увид кој ги брани. Па нема Кој ви побара советниците, ви рековте. Кои советници бараат? Председател на совет на општина. Независните секој ден бараат стотици документи. Службите не може да стигнат да им ги обезбедат. Не, апсолутно. Зошто би бил тајна договорот за продажба на земјиште на било кој, пазете, на продажба на земјиште на кој што е извршено со јавна лицитација. Со надавање на 6 фирми, зошто треба да биде тајна тој договор? Ама чекај малку, значи, се што е во правото на советниците го добијат ко материјали, они имаат право да си го побараат. Сега дали е многу или малку, тоа сосема друга дискусија. Ја не викам дека они не дека не јас прашувам според статутот на општината, имаат ли советниците право на увид? Имаат. Има според закон што смеат да гледаат, има според закон што не смеат да гледаат. Овој договор смеат да го гледаат или не? Јас не можам да кажам во детали дали овој документ смеат или не, секако дека тој е јавен документ и не е никако проблем. Ние може да го обелодениме јавно да го што е. Значи во овој момент е проблем што службите не може да го обезбедат, не може да стасаат поради голема поверувачка на документи. Така ве разбирам. Апсолутно не е точно. Значи ова све вие што го кажувате, ова све се случува во рокот од недела дена. Се случува во рокот од недела дена. Добро, врз основа на што е предупредувањето дека општината ќе плати одштета голема од 16 милиони евра? Врз основа на тоа што веќе Путско Петрол има пресуда на основен суд од 10 милиони евра. И второ, значи апелација го враќа предметот назад, го враќа на основен суд и сега повторно се разгледува истата работа. Насредба која што е побара јавниот правобранител, значи господинот Феми, и правобранителот кој што го води предметот, значи господинот Маринчевски, значи нас како општина ни беше укажано дека ние под итно треба да го донесеме урбанистичкиот план и да му се понуди истата локација и во тој случај ако он го одбие договорот, новиот понуден договор, тој нема право да бара било каква оштета. Имате вие, господин Ристо, видено нешто од судот? Пресуда во... Немаме ние ништо такво. Имаме информација, имаме раскажувања, а реално... Каде запретува таа казна за општината? Каде е заканата дека ќе платите 16 милиони? Од страна на градоначалникот како информација према советниците и после тоа од државниот правобранител. Писмен документ нема? Писмен документ никаде нема. И сега без писмен документ реалната ситуација пазете како испаѓа. Ем дупот го добива, сега испаѓа дека со парите на Карпошови ќе се прави и бензинската. Има дуп, има пресуда, така? Колега, вие свесни се што зборувате? Ама во моментов е така. Ако деталниот план е усвоен, му се понудува локацијата и он нема право на 15 милиона евра. Ама така рековте пред да биде пресудата па ја донесоа, така? Како? Па така рековте и претходно па ја донесоа пресудата. Сега пак идеме да се жалиме, така? Не ли е така? Грешам. Сега јас не разбирам. Има документ или нема? Вака ќе разберете. Градоначалник, сте виделе ли вие пресуда? Значи вака. Одговорете ми со да или се не. Не сум видел, нема што, службите ми известуваат дали имало пресуда. Новата пресуда не сме ја виделе. Значи не е доставена до општина Карпош. Па врз основа на што гласаат советниците дека ако не се изгласа денеска дуп ќе платиме одштета 16 милиони? Не разбирам. Како може правобранител да знае унапред да ја донесе пресудата? Може да ја донесе. Зашто кажува така тогаш на состанок? Зашто кажува дека 99% ќе биде 15 милиона? Или како? Значи, се знае кои се очекувањата. Ако ти си го поништил урбанистичкиот план, ако локацијата нема, ако некој за не се платил, дали го поништува дупот? Не може да плати уставен суд, тој што ме продал локацијата треба да плати. Како уставен суд? А зашто го кину уставен суд? Затоа што не била процедурата така што база на предпоставена одлука на судот. Како би добро? Како предпоставена одлука? Ако не сте виделе предпоставена. Или треба да ја добиеме, значи да новиме ние ќе добиеме пресудата. Ама сега или нека се заканува или некој лаже. Ме разбирате каква е ситуацијата? Не се заканува никој, некој тргува со влијание. Да, некој тргува со влијание, државниот правобранител очигледно, ама не е така, значи човекот дојде рече ако го поминете дупот нема да има пресуда, не има пресуда, така? Донесена пресуда или не? Одлично, се извинувам. Ајде. Пазите се што прават. Значи намерно одуговлекуваат носење на деталниот план
значи не 2 недели пред тоа. Кој тоа? Кој? Советниците. Зошто? Сите Овие се против гласат Карпош, против. вајда, Што се малцинство? Независни и не, не. Ајде да 60 И души. сега, значи Левица вели ќе одлучуваме на президиумот Да. во среда, па не е одлучено, ќе одлучуваме на президиумот во четврток, па не е одлучено, па ќе одлучуваме во наредната среда и коалиционите партии велат, ако не одлучат во среда, ние во четврток а во петок се објавува пресудата. И ние додека се спремат одлуките и изгласан планот така натаму, во 14 кусот часот го носиме у суд, меѓутоа судијата веќе он си ја донел пресудата наредниот ден, треба да ја објави пресудата. Дали ме разбирате? Значи ние, ако претходно, затоа што во понеделникот тоа беше 14, среда 16 беше последното рочиште, ако отидовме со овој доказ, сосема друга работа ќе беше. Ја од ова што значи, разбрав дека од основа на рекла кажала биле принудени советниците да гласаат. Како тоа во основа на рекла кажала? Па не сте виделе судска пресуда. Како да ја видам кога не е донесена? Некој дека ќе биде Полното донесена. се Од кај што знае каже- државниот правобранител каква одлука ќе донесе Господин судот? Горан, мислам, Не ова ми е е смешно јасно, што не го ми е јасно, не ми е зборувате. јасно. Па правниците знаат, ако некому сте направиле со нешто, со некоја работа, некој платил, а не добил ништо, нормално дека ќе добие. Чекај, правник беше тој што ни збореше дека нема да има пресуда ако се донесе дупат. Правник ли беше тој? Пак се не се разбираме. Или се правите така не се разбирате. Леле, Значи пак одлуката е донесена во четврток. А судијата веќе во петок ја објавува пресудата. Да ми разбирате? Значи, Ја дава во писарница завршена пресудата. Значи правникот кој што рече дека ние ако го немаме време изгласаме да во бараме четврток, претварање на Значи договорот. заканата е пред Правникот кој донесувањето што- на одлуката, така разбирам. Значи правникот кој што ни кажа ако у четврток ќе изгласаме дека ќе спаси општината од 15 милиони евра, испаѓа дека лажал. Затоа што ние ја донесоа, имавте гласови, ја донесовте така. Ама се така е. Нешто не е јасно во случајов, ајде Ама одиме како не е јасно, како мислите вие судијата тоа го прави на рочишта. Значи вие сте имале на 16 рочиште, на 14 сте имале седница. Да. Половина час пред почетокот на седницата велите добивме наредба да не гласаме. А на 16 е последното рочиште на кое што се затвара предметот и после тоа се носи одлука. И сега повторно се договлекува носењето на Одлуката е донесена одлуката на 3 март. на 3 март, да. Значи од 16 до 3 март колку време? Значи ние имаме секој ден шанса да го донесеме урбанистичкиот план. Значи се одоговлекува, наводно президиумот ќе носел одлука за да во четврток А пред зошто 16 објавување. дена не ја видовте пресудата прво пред да ја донесете? А како да ја видиме кога не е објавена? Не, Кога судијата не ја донел, само, како да не видам само пресуда? тоа, него се става на Јасно 4 ли е советника, се што ќе се става на случи? 6 советника, а имаат гласови да го поминат. Значи нема врска од увлекувањето. Ме разбираш? Добро. Значи Вака. ние имаме право да гласаме како сакаме. Реално гледано и дури ние не Да, мора вие да имате право ние- да гласате како сакате, но каде нема пишува- никој право да врши влијание, да тргува со Каде влијание. па? Еве, ти вршиш Значи, влијание ја сега. не Каде вршам пишува влијание. дека јас пред седница морам да ти известам како ќе сум гласам? должен вака, Значи, имот тоа на е моја општината, имот на кооперативност, ти го општината злоупотребуваш и- тоа дури ме разбираш. Полека. Значи, не е полека. Нашата кооперативност да ти да те известиме како ќе гласаме е наша волја, не е твое право да знаеш. Ние можевме да кажеме аха, добро и да гласаме против. А реално гледано за дупат имаше у старт доволно гласови, што очигледно по итната седница, така. Реално гледано вие немавте реална опозиција за дупот освен нас 6 советника. СДС има позитивен став. Они се Добро. 8 советника. Имате 7 ВМРО и 20 Гром. Тоа се повеќе од доволно гласови. Добро. Каква врска има след 4 гласа на левица? Од каде па тоа дека ние немаме право да гласаме како не е нашето политичко обидување? Вака. И се ние сме доконфлекувале на крај спанам. Ајде, Свашто. Зашто? Вие имате Началникот право ќе да има гласате друга како сакате, меѓутоа никој нема право да тргува со влијание. Тоа е клучот во целата оваа работа и се отвара прашањето дали Пуцко Петрол извршил влијание врз него, а некого, а тој извршил влијание врз советниците. Тоа е клучот во целата Значи, оваа ние работа, имаме да не се цел лажеме. државен апарат кој што се Ако не извршил впрегна. врз мене, значи врз некого извршил. знам врз ја Извршувањето некого. на влијание е кривично дело. Да. Добро. Ние Го имаме, расчистиме не, тоа. се извинам, ова мора да го разјасниме. Ние имаме цел државен апарат кој што во име на Пуцко Петров врши влијание и од тука ми збори президиум нешто таму вршење влијание на еден човек. Мислам ова е ван памет. Цел државен апарат застана позади таа бензинска. Градоначалникот Стефче Јакимовски како кандидат за градоначалник пред изборите минатата есен рече дека ја сватил пораката од граѓаните, ја научил лекцијата и дека нема да дозволи бетонизација на Карпош. Карпош ќе остане и натаму една од најзелените општини во Европа, сега со 7 метри квадратни зеленило по жител. На крајот на вашиот мандат ветивте 12 метри
зеленило по глава на жител, ако не се лажам, ако точно ја Мислам читам дека вашата. 11,2 беше. Добро, во секој По глава случај на жител. ќе се зголеми Да, ќе се зголеми, зеленилото по глава на жител. Да. Од оние детални урбанистички планови што досега се понудени и разгледани од советниците, што им се дадени на увид, еден од нив вели на местото на фабриката Алумина изградба на висококатница од 105 метри. Ќе дозволите ли да се гради Не. 105 катница? Не. Која е максималната дозволена висина таму? Тоа ќе кажат планерите. Значи вака, да се разбереме. Јас максимално транспарентно работам. Сите планови што биле подготвувани од претходното раководство на број 39 ги повикав советниците, ги повикав планерските куќи, секој план да го аргументираат и да знаат советниците за каде, што од претходното раководство, што е планирано, како е планирано, да дадат свое мислење и потоа таму каде што имаме одредени нападствија, тие нападствија да се следат од страна на планерите. Конкретно, за тој план кај Алумина, ние немаме ништо испланирано. Имаме само црвена зона, демек може да се гради, и дело што е кон булеварот, каде што дека може да оди до 105 метра висина. Не само советниците, и јас апсолутно сме против тоа, и таму не може да се гради 105 метра висока зграда или објекти со таква густина апсолутно не може да се гради, и тоа е јасно кажано. Колку е во околината највисоката зграда? Највисоката зграда мислам дека е приземје плюс 9 ката. Настал? Зграда Мислам на дека е приземје плюс 8. Не знам точно. Значи некоја од улиците на Митрополит Теодоси Логанов е со таа максимална висина. Јас ќе прочитам само што во деталните урбанистички планови кои се разгледани од советниците. Овој прв беше што веќе е оспорен на Уставниот суд и што крена прашина во јавноста. Другите кои ви се понудени на разгледување предвидуваат на местото на фудбалските игралишта на Алумина и Локомотива изградба на станбен објект и улица. Од Золошка па се до Карпаш 4 покрај булеварот Илинденска изградба на станбено деловни објекти. На повеќе локации станбени згради со приземје и 12 ката. Неколку нови станбени комплекси од типот на настел, нови згради на Букурешка, Прашка и Варшавска, Букурешка, Прашка и Варшавска. Потоа вие излеговте, ова е во декември, и на граѓаните им порачавте да не се грижат дека нема да дозволите изградба на нови згради на Букурешка и на Варшавска. да. Нови И така станбени згради во Влаја, Козле, Карпош 4, повеќе од 40 на згради во кои согласно предвидената изградена површина се очекува да живеат повеќе од 15.000 жители. Не е точно дека повеќе од 15.000 жители. Прво, Дали е точно дека повеќе верски објекти се понудени во деталните урбанистички планови што ги имате таму добиено од градинки и училишта? Не е точно. Не е точно. Апсолутно не е точно. Добро. А ние на територија на општина Карпош имаме 11 објекта градинки. А ние во општина Карпош имаме една црква, на пример, во Нерези, втора Свети Илија во Горон Нерези, третата е Пантелемон и четвртата е во Бардовци. Значи, овој урбаниот дел сега се гради црква на исклучително инсистирање и барање на граѓаните од Карпош 3 и Карпош 4 се гради, значи, кај Ситимол уште една црква. Ние имаме предвидена црква во Козле, кај споменикот на Кузма Јосифовски Питу, и во Влаје 2, значи пред плоштадот Делфина. Од прилика, анализите кои се правени се на 10 до 13.000 жители да има една црква, имајќи во предвид дека 90% од населението во Карпош е христијанско население од православна вероисповест. Добро, која е вашата визија и зашто прво ќе се зафатите согласно сите овие, вие ги чувствувате како пречки, како тргување со влијание, општината мора да функционира? Да. Значи, прво што сакаме да се зафатиме со изградба на градинки. Изградба на градинки во Влаје 2. Изградба на градинка во Нерези, тој план се спрема. Ние во Нерези немаме. Немаме ни едно албанче не може да оди во градинка затоа што немаме градинки на албански јазик во општината. А Нерези, долно Нерези, средно Нерези се, да речеме, живее мешовито албанско и македонско население. Ние во тој дел мора да изградиме градинка. Ќе добие ли поддршка од Советот? Вака се. Ние малце се врти работата, ние никош не сме станале против градинка. Тоа што ние го гледаме во Карпош како функционираат работите, а и во Скопје е се збори едно, се прави друго. Сега ова не то винувам тебе, него збориме историски гледано како следат работите. Кога луѓе се во опозиција представуваат едни интереси, наводно кога ќе стигнат на власт, најнашка се пак корпоративни. И сега ти го спомнеш Алумина. Алумина е делна собственост, има истиот човек за кој што се свика итна седница да му се помине бензинска.
како ќе гласат утре советниците ако он има барања кои што се ван потребите, не само потребите, него и реално гледано инфраструктурата на Карпаш. Значи ние ако следиме корпоративни интереси и им дозволиме како сакаат да градат, општината ќе крахираат и тоа сите сме свесни. Сега работата е дали некој ќе има одговорност која ќе се носи одлуката да каже не, ова не можам да го поддржам, или ќе поддржат и после тоа ќе се прават како леле сгрешивме, не зафркна или нешто такво, тоа е сосема друга работа. Клучното прашање што си го поставуваат и граѓаните е дали општината, градоначалникот, значи надлежните, ги штитат интересите на граѓаните или на приватниот капитал. Општината ги штити интересите на сите граѓани. И на тие што живеат во близина, и на тие што имаат собственост на земјиште, и на тие што инвестираат во општина Карпаш. Ние мора да ги штитиме интересите на сите. Каков е тој град, каков е тој општина во која што нема да има инвестиции? Каков е тој град во кој што ќе водиме сметка само за инвеститорите, не и за граѓаните? Каков е таа општина во која што нема да водиме сметка за тие што имаат имот? Например, ние во моментов во Карпаш сме како да сме 1945 година. Немаме ни еден детален план. Сите планови оборени на Уставен суд. И бува не пецка да ги донесеме плановите во оној дел кај што има индивидуално домување. Тоа е Влај 1, Влај 2, Нерези, Тафталидж 1, Тафталидж 2, Цело Козле. Вие не можете ниту да доградите, ниту да надградите, затоа што нема планови, не може да ви издадеме градежна дозвола. И се во иста насока ќе те дополнам само секунда. Ќе ме дополниш. Ајде. Значи, што тоа значи? Луѓето веќе 3 години, 4 години чекаат да догради, да надгради. Ако вам пред година дена ви требало 50.000 евра да доградите над вашата куќа или над вашата барака стан за вашето дете, сега веќе од 420 евра тон железо, сега или од 270. Аналогно на тоа, сите трошоци за градба се зголемени, што значи дека ако ви требало 50.000 евра, сега веќе ви треба 120.000 евра. И ние практично правиме штета на граѓаните кои што живеат во индивидуално домување и кои што и тоа се интереси на нашите граѓани. И тука компромисот се наоѓа со флоскулата хумана градба. Така? Не, тука морам да го надополнам, пошто ова со 45-та мене многу ми се допаѓа, затоа што исто како што немало ДПВ во 45-та, немало ни доволно, например, граденки за децата. Ние истиот проблем го имаме истеако во 45-та само од друга причина. Не затоа што имала војна, него затоа што реално гледано Карпаш е пренаселена непланска градба. Апсолутно не е точно. Значи Карпаш има во моментов доволно капацитети. Преку 300 деца кои што одат во градинки во Карпаш, а не се жители на Карпаш. И тоа јавно еднаш го соопштив, повторувам, ние само во еден објект имаме 70 деца од други општини. Од Ѓорче, од Сарај, од Зошто Кондово, сте дозволиле од да ги Скиларе. примат градот? Не сум дозволил ја, дозволил претходниот градоначалник. И јавно им соопштувам на граѓаните, чии што деца не се жители на општина Карпаш, не може нашите деца од Карпаш да седат дома, да плаќаат родителите за жени да ги чуваат, а деца кои што не се жители на општина Карпаш, значи ние јас јавно дадов простор, тоа значи до 1 јуни овие жители кои што се од надвор од општината Карпаш, нивните деца ќе бидат згрижени во градинките во општина Карпаш. Потоа ќе мора да се побарат во нивните општини можда за сместување, за да се ослободи простор за нашите деца. Од друга страна, ние готово да немаме градинка каде што немаме слободна занимална. Меѓутоа, како луѓето оделе во пензија или се на боледување, ние само во една градинка 20 лица се заминати во пензија или заминале од работа или починале, ние немаме одобрение за вработување од страна на Министерството за труд и социјална политика. И сега таму се вклучени, и сега во услови на ковид, внимајте, во услови на ковид, кога треба помалку деца да бидат во група, ние имаме повеќе деца во група, вклучени се и раководниот кадар, вклучени и помошниот персонал, и практично ние обуваме само она згрижувачка функција на децата, без да има она воспитната и образовната, затоа што имаме премногу деца и нема чувство од Министерство за труд и социјална политика. И на таков начин, ако ние во секој во овој момент мислам дека ние имаме десетина слободни занимални, ако имаме персонал, ние таму ќе можеме тие деца да ги згрижиме. За жал треба да привршуваме. Приоритети на општина со кои ќе се зафати градоначалникот и кои се реално остварливи? Реално остварливи се прв приоритет ни се градинките. Кога ќе почне да се гради првата градинка? Значи, штом се усвојат урбанистичките планови. Ветивте многу реконструкции на фасади, ветивте реконструкција на трговскиот центар Лептокарија, едно од клучните ветувања? Да. Кога значи, Лептокарија, ова година нема да можеме,
имајќи предвид материјалната состојба на општината, бидејќи трошоците кои што, односно обврските што ги имаме за плати, неплатени фактури, блокади и обврски по кредити и така натаму, се повисоки отколку што е буџетот на општина Карпош. И јас се надевам дека оваа година ќе успееме да ги санираме тие долгови и наредната година да почнеме со полна парија за се ова што сме ветиле. Дали до тогаш ќе може да се исчисти сметот од општина Карпош, да се постават подземните контейнери или за тоа треба многу пари? Секако дека е солидна инвестиција. Главните улици денес ќе ме средба со градоначалничката на Скопје. Главните улици да се ги превземе, односно како што е и редот, да ги превземе градот Скопје, а во внатрешноста практично дел по дел, контейнер по контейнер да ги ставаме контейнерите по земја за да го тргнеме конечно ѓубрето надвор од очите на граѓаните. Ристов, како председател на Советот, ќе успеете ли да, заедно со градоначалникот и со другите служби, да направите од Карпош хумано, да го зачуваме Карпош како хумана и една од најмодерните во Македонија? Значи, тоа е целото ствари. Има една убавина што е мешан Советот сега, па има повеќе идеи. И сега нашиот избор е или ќе правиме компромис, ќе ги извадиме најдобрите идеи да влезат во програма, или ќе се расправаме и ќе кочиме општината, сега ќе видиме како ќе испадне на крај. Мојата цел е да најдобрите идеи да влезат во програмите и да имаме некој успех што ќе покажеме за 4 години. Господин Ристов, господин Јакијовски, благодарам многу за гостувањето во утринската програма.